Дали стави равенка меѓу специјалниот јавен обвинител и државното јавно обвинителство? Околу врската дека треба да се присуствува на извештај. Не знам дали знаете, од 2005 година не е разгледуван извештај овде од државното јавно обвинителство. Така да, онај што пратеничката група на СДСМ минатата недела го кажавме, ќе го повторам и денес. Значи, прво, кршење на деловник е без да објаснувате дека нема услови за одржување на седница, бидејќи нема представника, претходно да го немате утврден од дневниот ред. Значи, на Комисијата за политички систем дневниот ред не е утврден, а тоа е извештај за работата на специјалното јавно обвинителство кој што го има на седницата на собрание. Значи, како точка на дневен ред тоа го има на седницата на собрание и сега се чека да заврши Комисијата за политички систем за да може точката на дневен ред да се разгледува на седницата на собрание. Не знам зошто не го утврдува дневниот ред, па после ако мисли по негово господинот Ѓорчев дека нема услови, тоа може така да се го констатира. Но таму не е утврден ниту дневниот ред. И затоа ние не гледаме причина за да учествуваме таму во тој циркус и театар кој што тие го прават. Што станува сега со извештајот? Бидејќи вчера Советот за јавни обвинители го оцени како негативен. Што ќе се случи во собранието? Значи не сакам да коментирам што кажал Советот за јавни обвинители, тоа е нивно право и обврска. Дали треба да оценуваат или не, тие си знаат најдобро. Фактот дека останува дека СДСМ, пратеничката група на СДСМ ќе учествува во работата за разгледување извештајот на специјалниот јавен обвинител истиот момент кога господинот Ѓорчев ќе го утврди дневниот ред. Одма сме спремни бидејќи имаме сериозни работи кои што сметаме дека треба да бидат изнесени таму. Дали ова значи дека на седницата на собрание нема да се разгледува? Нема да се разгледува затоа што видовте, имавте и прилика да видите на вчерашната седница се одложи точката бидејќи не се создадени услови. Создавањето на услови е да заврши комисијата. Повели? Може. Значи, во неколку наврати сме го кажале тоа. Исполнувањето на условите, тоа е прочистување на избирачкиот список и регулација на бюлетините се клучниот услов за одржување на фер и демократски избори. Одлуката која што има донесено за распуштање, донесена, знаете како еднострано од страна на ВМРО ДПМН и ДУИ. Ние не сме учествувале во носење на таква одлука. Да ви кажам искрено, тие се предлагачи на тој закон. И не ми е јасно што се случило во овие 2 дена за да се повлечат. Покрај господијата, значи Светлана Јакимовска и Муса Ибраимија, тоа е од ДУИ, така да што се случи. Нашиот став беше многу јасен од почеток, дека сме против носењето на тој важен системски закон и во скратена постапка и без јавни расправи и без било што. Затоа што тоа е на одреден начин барање за спас на врхушката од ВМРО ДПМН.